Ставот на Министерството за здравство е дека во сите градови во Македонија треба да има по една дежурна аптека која ќе работи и во ноќните часови. Кочанските фармацевти сметаат дека сите медикаменти кои во ноќниот период им требаат на граѓаните, тие можат да ги добијат во итната медицинска помош. За да добијат лек во аптека дури и ноќе, пациентите ќе треба да имаат лекарски рецепт од дежурниот лекар. Но таблетите најмалку се потребни кога некому итно во ноќните часови му е потребна лекарска помош. Обично тогаш се употребува ампуларна терапија, па овие пациенти скоро никогаш немаат потреба од купување лек во аптека. Можам да кажам дека со сегашниот обем на работа, бројот на персоналот не само во нашите аптеки, него земено генерално во склоп на општина Кочани, мислам дека не дозволува да се вклучат, односно да се работи во трета смена или така наречените дежурства. Тоа е едно од формално правен карактер гледано, бидејќи соодветно знаеме дека имаме нели аптеки, па и делимично и ние во кои имаме по двајца вработени, а имаме и закони за работни односи во кои се вели дека нели ограничено е времето на работа на персоналот. Доколку има потреба, а секако дека има, за пациентите да бидат згрижени во тие доцни часови, тука е брзата помош, односно службата која е наменета точно за такви итни случаеви, каде што првичната терапија, поставување на евентуална диагноза и третирање на пациентот, нели би требало да се обави таму, а соодветно по 7 часот изутрина секоја аптека или повеќето од аптеките се отворени. Ставот на граѓаните дали и колку е потребно да работи аптека во ноќните часови е позитивен. Како да не е обавезно, тоа било би добро. Па мислам дека тоа е најнеопходно за граѓаните на општина Кочани. Не само и за околните места, меѓутоа има проблеми. Еве јас за Облис ќе да кажам, мада не е во тај контекст, има лекар, аптека нема. Кој лекар, значи, и фактички и лекар не треба да има, че има аптека нема. Од луѓето одат на преглед и шоко ќе оде кога, значи, аптека нема. Мислам дека тоа е најнеопходното за Кочани. Сепак конечниот став околу иницијативата за работа на аптеките во ноќните часови по пат на дежурство ќе го каже Министерството за здравство.